Добар ден и добре дојдовте во Диетално максимално на вашата канал 5 телевизија. Денеска ќе ја започнеме новата сезона 2 на Диетално максимално. Јас сум Емилија Груевска Еми, а заедно со мене е мојот драг колега Драган Ангеловски Гаго. Здраво и од мене. И во оваа сезона ќе ставаме акцент пред се на здравието, здравиот начин на исхрана, спортот, спортските активности и многу дружење. Живееме во време кога имаме многу притисок и тензии. Со текот на новите технологии и новите достигнувања, времето на животот е напорен. Немаме време за ништо. И затоа мислам дека треба луѓето да почнат да се занимаваат и да продолжат со спорт и спортски активности. И покрај огромниот прогрес во светот на медицината, голем број на заболувања во денешницата се во постојан пораст и главна причина за смртност како и низа други заболувања во модерниот свет. Време е да се погрижите за себе. Новата сезона 2 на Диетално максимално започна. Преку овој проект би сакале да ве мотивираме да ја направите промената која удамна сте си ја посакувале. Да ви дадеме предлози за спорт и рекреација, вкусни рецепти, да дискутираме за здрав начин на живот и слично. Секојдневно добиваме информации за тоа колку е напредна медицината, како за никој заболување е пронеден лекот, но и покрај сите новитети. За жал, голема е бројката на заболувања и болести како дијабетесот, кардиоваскуларните болести, невродегенеративните болести, деменцијата, коскиност, глобниот систем и други заболувања. За жал, и многу нови и непознати болести за медицината се во пораст и главна причина за смртност. Многу медицински лица велат дека модерното живење не го поддржува здравието. Здрава исхрана, за која често слушаме, е неопходна и се поретко се наоѓа во менито кај многумина. Брзата храна, брзината на темпото со кое се движиме, самите предизвици во модерното време во кое живееме ни носат широк спектар на заболувања, како и појава на хронични болести. Затоа одлучивме во новата сезона на Диетално максимално да ве мотивираме да ги промените работите околу себе. Секоја навика има своја одвика, доколку имаш правилна насока. Следете не, време е за промени. Време. Пред извесен период на програмата на Канал 5 се имитуваше објава за прием на кандидати кои ќе се појават во втората сезона. Пријавувањето се одвиваше по пат на SMS и на имейл. Годинава немавме услов, бидејќи лани кандидатите требаше да бидат над 100 килограми. За краток временски период имавме голем број на пријавени кандидати. Продукцијата го исконтактира секој пријавен, направи телефонска анкета за состојбата на секој учесник, се направи евиденција и веднаш потоа и селекција кои кандидати ќе бидат повикани на разговор. При самата селекција кај сите пријавени кандидати го слушнавме коментарот од типот: најголемата награда од Диетално максимално ќе ми биде да ослабам. Некои беа реални со жилбите во намалување на килограмите, додека пак некои си поставија и многу висока цел исто како лани. Оваа сезона, за жал се пријавија многу малолетни лица кои имаат проблеми со тежината, што нам ни дава уште поголем мотив за уште поуспешна нова сезона и оправданост за да влијаеме на свеста кон здравата храна, кон спортувањето, како и бистар ум и дух. Ги прашавме членовите од жирито: по каков кандидат ние трагаме? Па ние трагаме по кандидат кој што навистина сака да ослабе, кандидат кој што има желба да ги намали килограмите поради тоа што е дојден, не само да биде дел од ова шоу, него навистина сака да ја изгуби килажата која што ја предвидел. Сега дали ќе успееме ние во тоа толку колку тој што самиот предвидел и дали му се тие предвидувања реални, не знаеме, меѓутоа најбитно е кандидатот да биде самоуверен и да почитува сето она што ние ќе го зададеме како цел, за да може крајниот исход да биде онаков како што би требало да биде. Па гледајќи од претходната сезона, оваа сезона па јас не знам, мислам дека треба да е дисциплиниран, ама интересен некој. Претходната сезона имавме многу добри интересни кандидати и мислам дека и оваа година немам некоја идеја каков кандидат посебна или некој критериум посебен за да мора таков да скроиме. Најпрво да се дружелюбиви. Најпрво да сакаат да слушаат тоа што ќе им се каже и да бидат интересни и за самото шоу, односно за оваа нова наша сезона. Трагаме по истрен, мотивиран, дисциплиниран човек, кој што треба да е самосвесен,
треба да е свесен дека го чека голема промена, дека навиките кои што до сега ги имал ќе мора да ги искорени, да е свесен дека ќе се соочи со борба која што на крај нели секако планираме сите заедно да ја победиме, затоа што не е едноставно. Луѓето кои што се доведени до ситуација да имаат огромен број на вишок килограми, се навикнати на тоа секојдневие и сакаме кандидатите да се спремни и свесни дека ги чека едно патешествие кое што ќе им го промени животот. Трагаме по кандидат кој е мотивиран, дисциплиниран, сака да направи промена во животот, да си го подобри здравието пред се, упорен, позитивен, таков јас би трагала кандидат. Што треба да поседува кандидатот кој нам не е потребен? Кандидатот кој што нам не е потребен треба да поседува волја, тоа е најбитното нешто што треба да го има. Значи мора да се вложи сам себе си најпрво во тоа што ќе го прави, заедно секако со нас. Меѓутоа, ако тој нема самодоверба, ако нема голема желба да го направи тоа што ние нели ќе го зададеме како цел, тогаш нема да имаме ни успех. Затоа тоа пред се нас ни е најбитно кандидатот да има самодоверба и да сака да го направи тоа што нели заедно ќе го зададеме како цел. Да, треба да поседуваат некои критериуми, односно за да сакаат да симнат килограми, тоа е првенствено. Сега не станува збор за 2-3 килограми, но предизвик е да имаат за да симнат повеќе килограми. Времето знаеме дека е 3 месеци, односно 90 дена и интересен е пристапот тоа што ќе ги научиме малце поинтензивно како би работеле доколку нели би биле сами. Треба да има голема волја, да направи промена, да е позитивен, бидејќи нели може да првиот месец да не симне на килограми, да остане нели позитивен, затоа е многу битно таков кандидат да се избере. Прво и најважно е дисциплина. Дисциплината се стекнува, знаете, луѓе обично се плашат, ќе кажам дисциплина, дека е нешто вродено или дека е некоја карактеристика што е елитна, што ја немаат луѓе, дисциплината се стекнува. Би почнале со мали навики, мали промени. Знаете, викаат обично е мотивација. Мотивација е битна. Меѓутоа, мотивацијата трае недела, месец, 2 месеци. Дисциплината трае вечно. Дисциплината трае до крај на живот и е двигател за здрави навики, за здрав и квалитетен живот. Ги прашавме пријавените кандидати зошто тие сметаат дека се идеалните за ова шоу. Бидејќи има многу позитивна енергија, сакам да се дружувам. Прво дружбата сакам да видам како е овдека и тоа што го гледав од минатата сезона, мислам дека би бил добар за оваа емисија ваша. Сметам дека ќе бидам успешен у тоа, дека ќе совладам сите тие препреки што се со јадење, со вежбање, дека ќе успеам барем малку у тоа да ослабнам и такви тие работи. Затоа што сакам да се едноставно првен дружам, да научам нешто оваквото, да се дружам, да излегам од дома, да можам да вежбам, да имам некој начин на исхрана, да научам нешто ново. Сега за идеален кандидат секој може да биде, а јас сметам дека треба да се обидам уште еднаш, па да видиме што ќе направи. Интересни одговори добивме и уште ништо не интересираше. Со што планираат да го импресионираат жирито? Што знам, прво ќе кажам со мојата така привлечност, да не се фала многу и позитивна енергија и шалџија човек. Сега не знам, многу со вицка с такви работи што сакам да се дружам и да бидам позитивен и насмеан нонстоп. Сите ме знаат таков. А најверојатно и жирито ќе се насме на некои мои постапки. Некоја мајка си дошла со детенце, јаде негде, ама немале толку доволно пари. Седнале, си нарачале еден леп и 5 кебапчиња. И се јаделе што јаделе, останало едно кебапче, сега мајка која мајка рекла, ајде, синко изеди го. Оно гледа мама да го изеди, келнерот помина, ајде дете вика, земи
ќе ти порасне таквото, она е гудрила по рака, немој вика тоа на татко ти дај го. Па, ете, мотивација ми цел живот покушавам да ослабнам и никако не можам да се решам да отидам некаде да вежбам. Ова ми е шанса да пробам. Ете, ке редовен, ќе бидам послушен во исхраната, што ќе ми ја зададат. Мислам дека ќе истрајам у таа работа. Дај голема шанса ми да пробам да успеам барем нешто, да останам у мој живот барем така. Да осетам како изгледа тоа. Па еве вака, да бидам отворена, да си бидам она што сум, природно, да не глумам ништо, таја сум што сум. Да, ќе бидам упорна во тоа што ќе се бара од мене, ќе бидам поиздржлива. Све што треба, мислам, што ќе каже жирито како ќе треба, ќе гледам максимално да биде све како што треба. Да ги импресионирам со тоа што дека не се откажувам лесно, него од тоа дека лане не успеав да влезам во главната екипа, се пријавувам пак, па се повеќе импресија од тоа, мислам дека нема потреба. Ги прашавме нашите членови од жирито. Ќе бидат ли строги, трпеливи, ќе бараат ли максимална посветеност од кандидатите? Да, мораме да бидеме строги, мораме да бараме посветеност, затоа што делумна посветеност ќе даде и делумни резултати, а нас тоа не ни е целта. Целта ни е максимално колку можеме да извлечеме од тој кандидат и тој самиот да види колкав потенцијал има во себе. Тоа може да се случи само на тој начин да целосно се посвети и да бидеме строги со таа цел за да го направиме ефектот, крајниот ефект да биде одличен, не да биде добар или многу добар, да биде одличен, да биде изненаден и кандидатот и ние како екипа и нели самите гледачи. Максимална посветеност обавезна, а строги, па мислам дека од претходната сезона си знаат сите дека сум строга. Знаете како, има една аналогија со сапун, дека колку повеќе го стискате сапунот, дека толку повеќе лизга од рака. И сега од психолошки аспект, кај некои клиенти одговара да сме построги, кај некои дури се затвараат во себе ако сме па престроги. Заради тоа мора да се направи една психолошка анализа на човекот со кој што ќе работиме. Ако осетам дека треба на тврда рака, што викаме народски кажано, ќе употребиме метода на тврда рака, нели? А ако осетам дека ќе треба малку помеко, побавно да се движи, да се одвива процесот, тогаш така ќе пристапиме. Меѓутоа, сум воочил дека најдобрите резултати се со таа така наречена тврда рака и дека луѓето сакаат авторитет, не сакаат. Луѓето најмногу функционираат под авторитет. Дали е тоа добро, дали е лошо, не знам, меѓутоа функционира и затоа јас од себе тргам, мислам, јас како фитнес тренер сум релативно строг и до сега успевало и ќе успее и понатаму, така да ќе мора да сме ригорозни. За строги, јас не сум од оние нутриционисти кој што е многу строг со својот клиент или нели кандидат, не би била, затоа што сепак треба да ужива додека го прави тоа. Што може строгоста да биде контраефект да направи, затоа јас мислам дека би нашла модус како да влезам, да не бидам строга, а пак да го мотивирам. Значи се пред да мотивирам, а строга не. Значи, воопшто нема да биде лесно. Но бидејќи ова е прва емисија, само ќе кажам, со лесно нека е. Или што би рекле комановци, со среќо нека е. Сакам да симнам најмалку 30 килограми. Па толку 20, може и 30. Тоа 120. Па се колку успееме, важно да успееме нешто, значи да има некој резултат, тоа е најбитно. Испод 20 да не биде. А може и повише за 3 месеца. Не е проблем. Јас 16 сум кинул за месец. Јас ова снага ја носам толку време, не можам сега да бидам, мислам реално зборам, не можам да очекувам за месец, 2, 3 да симнам 30 килограми. Не можам. А и ако не ги постигнам, пошто сум свесна дека нема да 30, не можам никого да кривам. Ги слушнавме размислувањата. Сите имаат иста цел, а нашата е да ги одбереме вистинските. Имаме тешка задача. Бројката на пријавени беше голема. Првата и втората телефонска селекција се направени.
Во студијата поканивме кандидати кои што продукцијата даде пас да влезат во емисијата и да се борат во неа. Ние сме по потрага по само 6 кандидати и нема да ни биде лесно. Ја и Емче мислам дека можеме многу да постигнеме затоа што таа е исто доста посветена, упорна е во работата што ја прави и сака да победува, значи има победнички дух. Тоа значи дека ќе ги бодри се повеќе и повеќе нашите, да речеме, кандидати и дека ќе се вложи максимално. Нези втора сезона ова, верувам и дека сега има уште поголем мелан и го има искуството од минатата година, тие ситни грешки кај што ги има направено, или сите кои работиме грешиме, ќе може да ги поправи и ќе има подобар резултат, а јас сум тука нели да помогнам колку можам во тоа како тим да функционираме најдобро што можеме. Како ќе го победи, па веќе ги победив. Да, ќе бидеме поделени, јас против мојот колега драг Гаго, кој што ми е и приватни другар. Се надевам дека нема да имаме многу сукоби со кандидатите, ама дека ќе биде интересно за гледање. Како ќе ги победиме? Па искрено мислам да не се шегуваме, јас и Гаго мислам дека сме многу слични во нашата работа. Најпрво е да им помогнеме на кандидатите, а за победникот самите кандидати ќе си одлучат. Да, интересно е дека ќе имам спротивник од другата страна, дека треба да ги победиме, ќе се потрудиме, јас и мојот тим и со Бубе заедно нутриционистот, да ги победиме спротивниот тим, но првенствено нека победи најдобриот од моја страна, нели? Фер си е фер. Апсолутно, видите, јас сум прилично компетитивен, значи самата помисла на надпревар ми ствара некоја мотивација. Направив, мислам, убаво разговарав со колегите, сепак се експерти, учени луѓе се, кои што гледам и дека си ја сакаат работата и гледам дека си они мотивирани и ќе ми биде предизвик и ќе ми биде, напротив, ќе ми биде интересно да се надпреварувам со нив и очекувам и они да запнат за да го задржиме тој надпревар на високо ниво. Прво сум многу competitive, леле, извинете, имам надпреварувачки дух. Сите што ме знаат и во животот така, морам да се докажам, па се надевам дека ќе успеам сега со овие кандидати, така да им го пренесам тој мој надпреварувачки дух и тие да го имаат и за да успеат они да го победат другиот. Тие кандидати кои ќе бидат одбрани, ќе треба доста да работат на самите себе, да се придржуваат кон дадениот план на исхрана, да ја посетуваат редовно теретаната и персоналните тренинзи. Треба да покажат голема дисциплина и самоконтрола. Ги споминавме членовите на стручниот тим. Во продолжение, да го запознаеме стручниот тим со кој секојдневно ќе се дружиме. Емилија Груевска, дипломиран професор по физичка култура, сертифициран фитнес и пилатес инструктор со 22 годишно искуство. 15 години работи како личен тренер на лица со попреченост, посебно со лица со церебрална парализа. Моментално вработена во Синерджи фитнес центарот како персонален фитнес и пилатес инструктор. Исто како и претходната, улогата моја е да бидам фитнес тренер, но имам и некоја дополнителна улога, малку да бидам и како водител. Интересно, ама и предизвик голем за мен. Драган Ангиловски Гаго. Со него се дружевме и во првата сезона. Важи за еден од најперспективните тренери во Македонија. Млад, тазе оженет, премногу вреден и доста искусен и почитуван во својата работа. Тој ја започнува 6-та година од својата кариера како лиценциран фитнес тренер. Гаго зад себе има работа со повеќе од 1000 клиенти со кои има извонредни резултати. Влюбен е во својата професија и смета дека нема човечки живот чиј квалитет не може драстично да се смени на подобро при вклучување на физичката активност. Велат во теретаната кога се во прашање персоналните тренинзи е доста строг, но откако ќе се видат резултатите, се заборава. Дали ќе биде вака и во нашето шоу ќе дознаеме. Јас сум фитнес тренер кој што ќе ги спрема методите на вежбање за за кандидатите. Така што јас што преку тренинг, што преку забава ќе ги научам луѓето на физичка активност, ќе ги спремам постепено, ќе работиме прво со нивните можности, после тоа ќе одиме над нивните можности, малку да го поминеме тој лимит, за да извадиме и добар резултат.
Така да јас ќе се погрижам за тренинзите и за забавата. Вероника Минов е нутриционист од Скопје, со 45 години животно искуство и богата меѓународна посадина. Своето формално образование го започнува на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на студиската програма по нутриционизам, реализирана во соработка со Медицинскиот факултет. Незината страст за постојано напредување на знаењето ја води кон понатамошното дообразување на Harvard Medical School, каде што ја завршува програмата за Lifestyle Medicine, како и на Stafford Medical School, каде што се специализира во областа на Good Health and the Microbiome. Голем дел од својот живот Вероника го поминува во Соединетите Американски држави, каде што живее, учи и работи, стекнувајќи драгоцено животно и професионално искуство. Во светот на нутриционизмот влегува подоцна во животот, но не од професионална амбиција, туку од искрена и длабока потреба да му помогне на својот син, кој од мали нозе се соочувал со хронични мигрени. Нејзината цел е една – да ги едуцира луѓето како да се хранат правилно, да ги заменат лошите навики со здрави и таа промена да стане одржлив животен стил. Јас сум нутриционист и ќе ги мотивирам, прво ќе им дадам план за исхрана на кандидатите и покрај тоа што ќе ги едуцирам како да се хранат, нели ќе за да ги симнат овие килограми, ќе ги мотивирам, затоа што многу е битно нутриционистот да мотивира. Бидејќи посебено првиот месец е многу тешко кај некој да направат промена драстична, да одат од нешто што јадале, па нешто што нема да го јадат и нешто ново, затоа мора мотивационо малце јас. Љупчо Бубет Рајчев. Често го гледаме како гостин во нашите телевизии со препораки за превенција за сопственото здравје. Во нашето шоу тој има задачата да се грижи за исхраната на тројцата кандидати кои ќе му се паднат во тимот, заедно со тренерот Емилија Груевска. Имено Бубе важи за еден од најдобрите нутриционисти во Македонија. Освен нутриционизмот, има докторирано природна медицина и хербализам. Познат е по тоа што изработува природни лекови и косметика. Голем љубител е на билките и природата воопшто. Неговата најпозната девиза гласи вака: поврзи се со природата за да имаш здрав и среќен живот. Па мојата главна улога е нели она нутриционистичка нота, да речам, во самиот процес, затоа што јас сум пред се нутриционист, меѓутоа сум и хербалист и доктор по природна медицина, па можам тука да вметнам и некои билки кои што ќе го убрзаат метаболизмот, ќе го направат слабењето многу полесно и попродуктивно. Воглавно тоа е мојата цел, да ја дадам правилна исхрана и правилни навики кои што ќе ги имаат во целиот процес на остварување на целта, а тоа е губењето килограм. Откако ве запознавме со стручниот тим кои ќе бидат главни одговорни, време е многу кусо да се запознаеме со кандидатите кои ја поминаа првата телефонска селекција. Согласно разговорите кои ги водеше координаторот на проектот, се направи избор на лица кои ги поканивме во студиото. По разговорот со нив ќе утврдиме дали ќе влезат во шоуто или да трагаме по други. За поканитите во студио ќе одлучи стручниот тим, а за останатите учесници директен влез им дава продукцијата. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус.
Лебот на иднината. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Ви благодариме што ја гледавте првата емисија на Диетално максимална сезона 2 на вашата Канал 5 телевизија. Сега имате одлична причина секој работен ден да сте на оваа фреквенција. Довидување до утре. Довидување.